Почитувани гледачи, добре дојдовте во дневникот на телеканал А1. Еве ги настаните на денот. Денес во 18 часот започнува поворката која ќе ја предводат принцот и принцезата на овогодинешниот карневал, брачниот пар Александар и Сонја Ташеви од Струмица. Југоистокот има потенцијал за развој на летниот туризам. Со проектите за локален развој на туризмот ќе се овозможи збогатена понуда во овој регион, особено во Дојран. Управата за хидрометеоролошки работи со нов инструмент ќе ги мери водотеците на реките и каналите. Започнуваме со дневникот. Празник на проштевањето и очистувањето од гревовите. Прочка представува голем празник за македонскиот народ и со него се поврзани голем број обичаи и верувања. Очигледно е дека проштевањето е обичај востановен под влијание на црквата, додека огновите, гатањата, карневалите и слично се остатоци од предхристијанските пролетни забави. Кога станува збор за празникот Прочка, не смее да се изостават деновите што му претходат на овој празник. Една недела пред Прочка, поточно во сабота денес, е задушница. Саботата пред Прочка во некои краишта на Македонија е познат под името умрело дете за баничка, во други само дете за кора. Тоа е поврзано со легендата за некое сиромашно дете, кое што гледајќи како богатите носат секој ден на фурната сукани јадења, побарало од мајка му да му меси баничка. Мајка му, бидејќи немала брашно, постојано го лажела дека следниот ден ќе му меси, а детето чекајќи и плачејќи умрело. За спомен на тој ден и на тоа дете останало на овој ден да се меси баничка, зелник или друга храна и да се раздава. Денес во 18 часот започнува главната вечер за овие неколку денови на Струмичкиот карневал за 2017 година. Синоќа во хотелот Сириус се одржа традиционалниот маскенбал на кој беа одбрани принцот и принцезата кои ќе ја предводат главната карневалска поворка денес. Брачниот пар Александар и Сонја Ташеви од Струмица се избрани за принц и принцеза на синоќешниот маскенбал што се одржа во хотелот Сириус. Принцот и принцезата доцна вечерта околу 2 часот ги избра жири комисијата на организациониот одбор на Струмичкиот карневал. Тие денеска ќе го предводат карневалското дефиле од околу 2000 карневалисти заедно со кралската свита, која стартува околу 18 часот и 30 минути од кај главната пошта во Струмица. Во недела на 26 февруари ќе се одржи традиционалниот детски карневал. Во понеделник е чист понеделник кога на градскиот плоштад Гоце Делчев ќе биде послужен бел граф. Предпладнето ќе бидат објавени најдобрите маски, а вечерта ќе биде отворена изложбата на карикатури и афоризми. Учесници на 18-тиот меѓународен фестивал на карикатурата и афоризам. На 28 февруари ќе бидат доделени наградите од интернационалната карневалска вечер и тримерската карневалска забава. Карневалиските прослави завршуваат во среда на 1 март со одбележување на тримерските обичаи и со концерт на ансамблот Тримери. Се задржуваме уште малку на тема Струмичкиот карневал. Околу 1100 карневалисти учествуваат на меѓународниот карневал што вечерва се одржува во Струмица. Поворката ја предводат принцот и принцезата Александар и Сонја Ташеви, кои синоќа беа избрани на маскенбалската забава. 1100 карневалисти од Струмица, Радовиш, Пробишти, Делчево, Кавадарци, како и од Албанија, Русија, Бугарија, Црна Гора, Србија и од Аруба се дел од вечерашната манифестација Интернационален Струмички карневал. Улиците во Струмица обоени од колоритот на маските кои станаа препознатлив дел на карневалот. 38-те групи ги предводат брачниот пар Александар и Сонја Ташеви, кои беа избрани за принц и принцеза на синоќешниот маскенбал. Со групи кои за прв пат доаѓаат, тоа се две атрактивни групи од Русија и од Аруба. Имавте прилика да ги видите. Тие покрај тоа што се добро маскирани, ќе направат и убави шоу програми вечерна овде, со што атмосферата мислам дека ќе биде малце поразлична од другите години на Струмичкиот маскенбал.
во тоа се уверив пред малце на карневалското парти кое започна вечерва во шаторот на Ројал Парк, каде што се направи фантастична атмосфера, така да што моравме да го пролонгираме нивното доаѓање овде. Веде градоначалникот на општина Струмица Костадин Костадинов вели дека карневалот го задржува високото ниво на организираност. Јас се надевам дека присутните на маскембалот нема да му замерат на веде градоначалникот што дојде немаскиран. Секако на мојата одлука влијаја неколку работи, едно од нив е и обемните обврски кои што ги имам како веде градоначалник во општина Струмица, секако и актуелната политичка ситуација во државата. Но тоа воопшто не е битно, најбитно од се е вечерва добро да се забавуваме и да се дружиме и секако како струмичани да ја реализираме обврската, а тоа е да го задржиме епитетот кој што го има струмичкиот карневал, а тоа е да биде еден од најдобрите карневали во Република Македонија, секако и еден од најдобрите карневали во Европа и светот. Салата во хотел Сириус синој ќе беше исполнета со најразлични креации кои не однесоа низ минатото, епската лирика, иднината и магијата. Нашата маска представува Снегулки, Снежна кралица, инспирација добивме од детската приказна Frozen. За прв пат учествуваме на маскембалот што се организира во Сириус. Вака еве, јас скоро 25 години се маскирам, тоа е средновековна маска. Да ви речем дека јас сум еден од организаторите на карневалот и мој маскембал, уште далечните 90-ти години. И веќе се променивме и маскиравме во се и се. Па вака, како и секоја година, бираме една тема од филмовите, така да и ова година одбравме Игра на тронови. Значи, нашата маска е прикажана борбата меѓу доброто и злото. Тоа е нашата намера, дека секогаш ете победува доброто. Утре ќе се одржи традиционалниот детски карневал. В понеделник е чист понеделник, кога на градскиот плоштад Гоце Делчев ќе биде послужен Белграф. Предпладнето ќе бидат објавени најдобрите маски, а вечерта ќе биде отворена изложбата на карикатури и афоризми на учесниците на 18-тиот меѓународен фестивал на карикатура и афоризам. Во вторник ќе бидат доделени наградите, а карневалските прослави завршуваат среда на 1 март со одбележување на тримерските обичаи и со концертот на ансамблот Тримери. Продолжуваме со настаните од државава. Откако цели 10 часа се преговарало на Централното претседателство на партијата во Мала Речица, портпаролот на ДУИ Бујар Османи се огласи доцна вечерта и потврди дека Зоран Заев ќе ги добие 10 пратенички потписи. Бујар Османи меѓу другото порача дека потписите лидерот на СДСМ ќе ги добие за да не се губи време, а допарва ќе се размислува за формирање на влада. Централното претседателство ја продолжува дебатата во однос на претходно најавените опции за учество или поддршка на малцинска влада, меѓутоа поради некои околности кои што се поврзани со рокови, одлучи да даде поддршка со своите 10 пратеници, односно потписи на Социјалдемократскиот сојуз за добивање на мандат. Да се почитуваат роковите предвидени во закон за распишување на локалните избори, треба што побрзо да се донесат одредени одлуки, а за тоа треба да се добие мандат и да почне работа собрание. Давањето на потписи не значи договор за влада, туку значи започнување на процес на преговори за формирање на влада, доколку одлучиме за опцијата партиципирање во влада. ВМРО ДПМН целосно се спротивставува на обидите да се игнорира и изигра волјата на мнозинството македонци, но и волјата на припадниците на останатите етнички заедници кои својот глас го дадоа за коалицијата за подобра Македонија, соопштија од партијата. Реализацијата на платформата од Тирана и обидите преку наметнувањето на албанскиот јазик како официјален представува редефинирање на Република Македонија и оди спротивно на мултиетничкиот карактер на државата, ставајќи ги припадниците на останатите етнички заедници во подредена позиција. Извршниот комитет на ВМРО ДПМН, анализирајќи актуелната политичка состојба, заклучи дека неповратно е погазено правилото на коалицирање на победничките партии во македонскиот и албанскиот блок, без разлика дали ДУИ ќе одлучи да коалицира со СДСМ,
или само ќе даде поддршка за формирање на малцинска влада на СДСМ без учество на ДОИ во идната извршна власт. Дел од членовите на предлог законот за јазици на кој што се согласил СДСМ, а беа обелоденети во медиумите, се целосно неприфатливи за ВМРО ДПМН и исклучително опасни и штетни по државните и националните интереси. Ваквите предлози и отстапки на СДСМ може да предизвикаат долгорочна штета и носат огромен потенцијал да предизвикаат тензии и нестабилност на подолг период. Истовремено, голем дел од решенијата кои беа обелоденети со ништо нема да помогнат за подобар живот на албанците во Македонија. Одговорноста за ваквата ситуација е целосно натовар на СДСМ, кој не ја доби поддршката од граѓаните на предвремените парламентарни избори и се обидува на срамен начин, преку тргување и со државните и национални интереси, да обезбеди поддршка за формирање влада. Извршниот комитет заклучи дека партијата и избраните пратеници ќе се спротивстават на донесувањето на ваков катастрофален закон и ќе преземат соодветни мерки за да ја заштитат волјата на мнозинството. Продолжуваме со настаните од Југоистокот. Југоистокот има потенцијал за развој на летниот туризам. Со проектите за локален развој на туризмот ќе се овозможи збогатена понуда во овој регион, особено во Дојранското езеро, а тоа ќе биде од корист и за локалното население. Целта на овие проекти е да ги задржат туристите што подолго во земјава. Југоисточниот регион од земјава има потенцијал да го развие туризмот, како што истакна Дане Јосифовски, советник во кабинетот на заменик председателот на владата. Акцентот ќе се стави на Дојранското езеро, каде ќе се овозможи развој на локалниот туризам со цел да се привлечат што е можно поголем број на туристи. Но, како што вели Јосифовски, целта на проектите за локален туризам на кои работи владата е да се задржат туристите во Македонија што подолго и да имаат можност да посетат повеќе туристички дестинации овде. Основна карактеристика на југоисточниот регион е нели Дојранското езеро, кое што привлекува најголем број туристи и нормално таму се во изминатиот период се остварени поголем број инвестиции, значи би ја споменал плажата која што со Ада Елем ја реализиравме, односно тоа беше крупна инвестиција за подобрување на капацитетот на Дојранското езеро, се извинувам, кој што го подигна квалитетот на услугата, но исто време го издигна Дојранското езеро на ниво на квалитет на кој што туристот очекува да биде. Развојот на ваквите локални проекти според него се добри за локалното население. Во план е да се збогати туристичката понуда на југоистокот, особено за време на летниот период поради високите температури. Во поглед на езерскиот туризам, досега немаше огромни инвестиции во Дојран, но со инвестирањето во кајаци и скутери на вода придонесе за развој на авантуристичкиот туризам и даде добри резултати. Со оваа инвестиција, значи околу 27 милиони, се оствари можност да се понуди на туристот да може да доаѓа тука. Моментот од како тоа се реализираше, аналогно на тоа, нормално постојат трендови во туризмот дека ако се развие едно место, се развиваат и останати места наоколу со цел да се обезбеди туристот да може во текот на своето доаѓање да посети повеќе локации. Со овие проекти беше опфатена и реконструкцијата на водопадите во Струмичкиот регион, со што беше овозможено нивно заживување и обновување. Управата за хидрометеоролошки работи со нов инструмент ќе ги мери водотеците на реките и каналите. Инструментот, кој е донација од УНДП, е модерен апарат со кој вработените ќе можат полесно и попрецизно да ги добијат потребните податоци. Управата за хидрометеоролошки работи доби нов инструмент за мерење во хидрологијата, дониран од UNDP како меѓународен партнер во проектите. Станува збор за акустичен доплеров мерач на протек, кој се смета за револуционерен алат за мерење на брзина и протек на вода во природни речни текови и канали. Овој инструмент Управата за хидрометеоролошки работи го доби како донација од UNDP, а по извршената одлука веднаш ќе се започне со мерење на терен. Тој е револуционерен нов алат за мерење на брзина и протек на вода во природни речни текови и канали. Со овој инструмент се заштедува на време, пари и човечки ресурси. Сега можеме точно да ги измериме протекувањата, како на мали, така и на поголеми реки за многу пократко време, во однос на традиционалниот метод на мерење со прегазување на водотеците. Новина е и тоа што со инструментот се овозможува мерење на водотеците и надвор од вода, па со тоа ќе се избегнат некои од досегашните застарени техники, велат од управата. Радарскиот инструмент за мерење стрим
Pro може да биде врзан со јаже за да се повлече рачно од мост со жичара или со помош на систем со макари. Ова во голема мерка ја подобрува безбедноста на операторите во споредба со традиционалните техники со влегување во вода, со газење или со чармец. Со овој доплеров радар се собираат податоци со голема прецизност. Овој драматичен напредок во мерењата на протекот е овозможен од RD Instruments со патентираниот широкопојасен доплеров обработен сигнал, технологија која достигнува супериорна точност преку поширок опсек. Инаку, по последните мерења на водостојот на Дојранското езеро, надлежните од управата утврдиле дека нивото е на кота 147.10, односно 217 сантиметри. И доколку има постојан дотек на вода во езерото од каналот Ѓавато, со новите пролетни врнежи од дожд се очекува во следниот период до јули нивото да продолжи да расте. Оттаму велат дека недостасуваат уште само 24 сантиметри за да се достигне максимално дозволената кота на езерото, односно максималниот водостој кој е измерен на котата 147.34 метри и изнесува 241 сантиметар. На сообраќајниот квиз кој се одржа вчера, а на кој што учествуваа екипи од повеќе училишта, победници се учениците од Крсте Мисирков од Гевгелија. Целта на овие надпревари кои се спроведува во текот на 2016 година беше да се запознаат учениците со сообраќајните знаци, правила и прописи. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Гевгелија во соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот заедно со основните училишта во општина Гевгелија во текот на месец декември 2016 година спроведе сообраќајни квиз надпревари со цел проверка и едукација за тоа колку младите ги познаваат сообраќајните знаци како и правила. Културата и етиката на однесување во сообраќајот се градат уште од најмали нози. Токму затоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата во наредниот период ќе организира голем број на сообраќајни едукативни настани во кои што ќе бидат едуцирани децата на основните учениците всушност за основните правила и прописи во сообраќајот и секако за да ќе ги оспособуваме да ги препознаат ризикот и опасностите во сообраќајот. Единствено преку сообраќајно превентивно действување на долг рок можеме да постигнеме подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата и намалување на бројот на загинати и повредени лица на патиштата во Република Македонија. На сообраќајниот квиз учествуваа победничките екипи од основните училишта Владо Кантарџиев, Крсте Мисирков, Климент Охридски и Ристо Шуклев со своите ментори, а на најдобрите им беа доделени пригодни награди. На првопласираната екипа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата им додели мобилни телефони, додека за второ, трето и четврто пласираните општина Гевгелија обезбеди комплет заштитни средства за велосипед, кацига, светло и штитници за раце и нозе. Почитувани, вие сте со дневникот на телеканал А1, а како следен блок да видиме што се случуваше денес во светот. При два бомбашки напади извршени од бомбаши самоубици во штабот на владините безбедносни сили во градот Хомс во централна Сирија. Убиени се најмалку 14 лица, соопшти Сириската обсерваторија за човекови права. Во зградата во центарот на третиот поголемина град во земјата се наоѓаат канцелариите на службата за државна безбедност и на воено разузнување на режимот на Башар ал-Асад, изјави Рами Абдел Рахман, директорот на Сириската обсерваторија за човекови права. Освен експлозиите се слушало и пукање, а при нападите бил убиен и висок офицер. За сега не е јасно дали напаѓачите се припадници на Исламската држава. 13 лица загинаа и 34 се повредени синоќа при директен судир меѓу два автобуси во близина на градот Росарио во источна Аргентина, соопштија локалните власти. До судирот дошло поради неприлагодената брзина на двата автобуса, а според изјавите на патниците од едниот автобус, возачот не го познавал патот.
Белата куќа синоќа го забрани пристапот на новинарите од неколку медиумски куќи на нивните пресконференции. Администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп го забрани присуството на новинарите од CNN, BBC, New York Times, La Times, New York Daily News и Daily Mail на пресконференциите во Белата куќа. Главниот уредник на New York Times Дин Баки изјави дека никогаш такво нешто не се случило во Белата куќа. Сдруженијето на дописници од Белата куќа ја критикуваше оваа одлука. Одборот на ВХЦА остро протестира против денешната одлука на Белата куќа, изјави председателот на Сдруженијето Джеф Мейсон. Намалку 10 припадници на афганистанската полиција и сопругата на полициски командант загинаа при напад на екстремистите од Исламската држава во северна провинција Зивзайн, соопшти денеска гувернерот на провинцијата Мохамад Реза Гахори. Гахори наведе дека афганистанските полицајци се пресретнале со припадниците на Исламската држава на излез од џамија, додека сопругата на командантот слушнала дека нејзиниот сопруг е повреден и отишла на лице место каде и таа загинала. И уште една информација за овој дневник. Времето во Македонија ќе биде облачно со врнежи од дожд. На високите планини врнежите ќе бидат од снег. Повеќе врнежи се очекува во северозападните делови од земјава. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од јужен правец, кој во текот на денот ќе го смени правецот во северен. Во Скопје слично време, облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, особено предпладне. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Утринската температура се спушти до 4, а дневната ќе се искачи до 8 степени. Во следните 2 дена ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди, а од понеделник дневната температура на воздухот повторно ќе биде во пораст. Почитувани гледачи, тоа беше и последната информација за овој дневник. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте.